Благодарам, председателе, почитувани колеги, почитувани медиуми, почитувана јавност. Денеска дебатираме за именување, односно избор на државен јавен обвинител на Република Македонија, предложен од владата на Република Македонија на одржана седница на 7 ноември оваа година. Предлогот од владата и мислењето од Советот на јавни обвинители е доставено до Собранието и се предлага членот на Советот на јавни обвинители Љубомир Јовевски да биде идниот државен јавен обвинител на Република Македонија. И за оваа точка ни е потребна дебата. Жалам што опозицијата не присуствува на денешнава дебата и се надевам дека нема да биде злоупотребено отсуството за други коментари по однос на дебатата наша на оваа точка на дневен ред, затоа што сметам дека овој јавен обвинител ќе ја има можеби најтешката задача по на наследство што му го остави претходниот јавен обвинител Марко Зврлевски и руинираното обвинителство кое што е неопходно да се реформира во духот на правната држава, владење на правото и владење на законите. На почетокот, кога се распиша огласот за кандидатури по однос на кандидати за јавни обвинители, се отвори во јавноста дебата дали е подобро да се пристапи кон избор за јавен обвинител како персона од внатрешно решение, или пак да се отвори вратата на јавното обвинителство и за другите кадри, кои што имаат аспирации и ги исполнуваат условите предвидени со закон да бидат кандидати за јавни обвинители. Имаше и позитивни и негативни коментари по однос и на надворешните членови и на внатрешните решенија. Јас ќе зборувам лично за мојот став по однос на изборот на внатрешно решение за предлог за јавен обвинител, затоа што сметам дека тоа има и предности и слабости. Предноста за внатрешното решение во овој случај за колегата, за членот на Советот на јавни обвинители, господинот Љубомир Јовевски, е фактот дека тој како поранешен заменик републички јавен обвинител и како член на Советот на јавни обвинители ги има познавањата на проблематиката поврзана со јавното обвинителство и бил сведок на бројни проблеми со кои што се соочувало јавното обвинителство. Имавме прилика и неколку пати да го слушнеме во интервјуата како алудира на неговата мотивираност дека за кандидатура, дека јавното обвинителство треба примерно да се отргне од партиските центри на моќ и да работи согласно законот и независно, политички независно. Од друга страна пак, мојот впечаток за можеби минусот по однос на внатрешното решение е фактот што изминативе години не само членот Љубомир Јовевски на Советот на јавни обвинители, туку и како кандидат за јавен обвинител, туку и сите членови на Советот на јавни обвинители и многу јавни обвинители во основното јавно обвинителство Скопје, во државното јавно обвинителство, обвинителството за гонење на организиран криминал и така натаму, останатите, останаа неми на бројните процеси кои што треба да завршат согласно законот и уставот на Република Македонија, да се гонат сторителите на кривичните дела, но за жал изминативе години бевме сведоци на нарачани политички процеси, монтирани, во кои што јавното обвинителство ја избра страната да се стави во функција на партиски центри на моќ. И тоа е минусот на сите внатрешни решенија по однос на кандидатури за било кои позиции во основното јавно обвинителство, имајќи во предвид дека чеснели на исклучоци, многумина од актуелниве јавни обвинители и членови на Советот на јавни обвинители биле можеби воздржани и недоволно гласни по однос на одредени прашања кои што требале да бидат тема и предмет на дебата и внатре во Советот и во рамките на обвинителството.
Тоа е во функција на сето ова што го гледавме изминативе години и можеби имаме право да зборуваме и за анемична фела, која што во изминативе години ја пропушти шансата да докаже дека може да биде зародиш на правната држава. Тоа дополнето го отежна и политичката криза која што ја живеевме изминативе неколку години, дополнително што оваа година, изминатава година, бевме фрапирани од сијамската близкост помеѓу поранешниот државен јавен обвинител Марко Зврлевски и ВМРО-ДПМН и раководство на ВМРО-ДПМН. Тоа е и фактот, тоа и поради фактот што во текот на политичката криза што ја имавме класично непостапување на јавното обвинителство по однос на многу прашања кои што требаше да бидат отворени како истраги по допрен глас. И тоа не ги иззема воопшто од одговорност членовите на Советот на јавни обвинители по однос на утврдување на одговорноста на јавните обвинители по службена должност, онака како што требале да реагираат. Чест на исклучоци на сите оние кои што имале некаква храброст да покренат некаква иницијатива за дебата во Советот на јавни обвинители за овие прашања. Но тоа, за жал, јавноста и медиумите не го дознаа. Од друга страна, пак, оваа година ни почна драматично. Имавме сериозни случувања кои што не беа во фокусот на јавното обвинителство и не беа во фокусот на ниту еден контролен механизам на основното јавно обвинителство кој што требаше да сугерира соодветна навремена истрага и постапување согласно закон и согласно устав. Имавме месечни дебати во кои што се убедувавме дали Марко Зврлевски треба да ја напушти јавно-обвинителската функција и на негово место да дојде човек кој што ќе го замени и ќе поведе постапки по сите непостапувања на Марко Зврлевски изминативе години. И тоа денеска го имаме како предлог членот на Советот на јавни обвинители, господинот Љубомир Јовевски. Јас сакам да верувам и ќе се убедам да верувам дека господинот Јовевски ќе биде на нивото на задачата која што има и на нивото на очекувањето на сите во Република Македонија да се отргне од политичките центри на моќ, како што уме и самиот да каже. Меѓутоа, неговата примерна задача треба да биде ревитализација, реорганизација и реанимација на целокупното јавно обвинителство по однос на сите периоди изминати наназад на неработење и на непостапување. И тој треба да покаже и да докаже дека законот и правдата мора да важат подеднакво на сите, за сите. Дека граѓаните мора да бидат еднакви пред законите, независно дали се наоѓаат на политичка функција или уживаат некаква политичка моќ, и треба да одолее на сите прашања кои што можеби ќе наликуваат на политичко решавање на одредени правни прашања. Затоа во ова мое обраќање, на кое што имам и дел резерва по однос на ентузијазмот и мотивираноста на новиот јавен обвинител во делот на неговото постапување, сакам да верувам дека сите заедно можеме да му помогнеме да ја извршува работата онака како што треба и како што очекуваат граѓаните на Република Македонија согласно закон и согласно Уставот на Република Македонија. Исправен е пред сериозен тест. Тоа е тестот на правната држава која што мораме сите заедно да ја вратиме. Тоа е првиот човек кој што треба да ги покрене процесите, а сите ние да го следиме, да го поддржуваме и да го критикуваме секогаш кога ќе застрани од патот на правото и на правната држава. Благодарам.